почитуван председател на комисијата, почитувана председателка на Судскиот совет, почитувани колеги и колешки. Дека имаме проблем во судството, не е нешто ново. Дека имаме сериозен проблем во судството, исто така го знае секој еден граѓанин во оваа држава. Меѓутоа, дека треба да ги решаваме проблемите, не гледаме согласност на дело од страна на оние институции кои што се надлежни за тоа. Многу ми е чудно излагањето на председателката Дамева, наведувајќи аргумент дека граѓаните имале доверба во судството затоа што се иницирале судски постапки. Не е суштината во овој проблем дали граѓаните иницираат судски постапки. Суштината на проблемот кој што го имаме е дали граѓаните доаѓаат до правда во Република Македонија. Тоа е суштинскиот проблем. Дали криминалците одговараат, дали високите функционери кои што злоупотребуваат државни пари одговараат пред судовите, ја добиваат заслужената казна, или пак им застаруваат делата и секој ден наслушаме ослободителни пресуди и разноразни правни лавиринти кои што се искористуваат за да не дојдат до правда. А додека од друга страна, да, граѓаните се судат и добиваат казна за бенигни прекршоци и други дела кои што него следат тоа и овие високи функционери кои што прават такви дела. И тоа е суштината на проблемот. И вие ведевте дека треба да зборуваме со име и презиме, и јас сега конкретно ќе зборувам со име и презиме на конкретен случај кој што представува срам, буквално срам за правосудниот систем во Република Македонија, срам за вас како председателка, срам за сите членови на Судскиот совет, срам за целокупниот правосуден систем и срам за судијата кој што вие го амнестиравте, а донел пресуда која што сега ќе ја цитирам. Се работи во 2023 година, во предметниот извештај, за мој случај, каде што за говорот со бранинска говорница, како тогашен опозицијски пратеник, во првостепена постапка во Основниот суд Куманово, од страна на судијата Неџат Мемети, бев осуден дека сум сторил клевета. И се е во ред, доколку од тој судија, почнувајќи па нагоре, сите имале базично познавање на правото и имале завршено средно образование во Република Македонија. Толку треба за да се утврди небулозноста на овој случај или за да се потврди спрегата помеѓу власта и судството во Република Македонија, што е неспорен факт нотиран во сите нормални извештаи, релевантни извештаи кои што доаѓаат и од надвор и од внатре. Затоа што зборувавте и во извештајот имате наведено нешто за независноста на судството, многу повеќе за финансиската, а многу помалку за суштинската политичка независност на судството. Нормално, како разумен граѓанин, и за да ги испитам вашите алатки и можности како може човек, граѓанин, да се пожали, го искористив инструментот за представка за Републичкиот судски совет. И сега ќе наведам кои беа основите за мојата представка, а што добив како одговор од Судскиот совет. Најпрвин, согласно член 64 од Уставот на Република Македонија, секој човек кој што има средно образование, зборувам завршено. Не е правници, не па истакнати правници, како што, впрочем, треба да бидат членовите на Судскиот совет, знае дека согласно член 64 од Уставот, пратеникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или гласање во собрание. Судот погрешно е ценел ова одредба и ми вели дека јас треба да одговарам за граѓанска одговорност. Да, ова е изрично цитирање на Уставот, меѓутоа правниците знаат дека постои толкување на Уставот и дека во тој период кога е носен Уставот не постоела граѓанска одговорност во Република Македонија за клевета и навред. Таа е декриминализирана како граѓанска одговорност подоцна и затоа законодавецот го изменил Законот за пратениците, каде што во член 16 навел дека пратеникот не може да биде повикан на кривична или друга одговорност, во која спаѓа и
ова граѓанската за кривична одговорност, или да биде притворен за искажено мислење или гласање на седниците на собранието или на неговите работни тела. Ке повторам, овој имунитет се однесува само на пратеник кој што се обраќа од пратеничката говорница. Нормално од надвор, од други локации, апсолутно нема никаков имунитет. Меѓутоа и ова не било доволно за судијата Неџат Мемети од Основниот суд Куманово и утврдува дека сум преземал, пазете, цитирам во пресудата, против правни действија во својот говор. Баш сакав да ми објасни било кој би од судскиот совет или некој друг, што значи тоа, јас како пратеник, како избраник на народот, со тоа што сум говорел на говорница, какви противправни действија сум покренал. Во никој случај изјава на пратеник, па во никој случај никаква изјава на било кој граѓанин не може да биде против, да предизвика противправни действија. Идеме понатаму. Почитуваниот цитиран судија во целата пресуда цитира одредби од закон за граѓанска одговорност кои што не постојат. Законот изменет во 2022 година, објавен во службен весник број 251 на 22 ноември во 2022 година, гласан од моја страна од ова собрание. Меѓутоа, овој судија цитира одредби од неважечкиот претходен закон. Значи, наведува членови по кои ме суди, ги цитира, а тие членови не соодветствуваат со законот кој што е на сила и по кој што ете тој, ако веќе сметал дека треба да ме суди, би требало да ме суди. И тоа остана слепи од судскиот совет и не увидоа дека тотално небулозна пресуда донел Основниот суд Куманово со судијата Неџат Мемети. Одиме понатаму. Согласно законот за граѓанска одговорност за навреда и клевет, и тоа конкретно согласно член 7 став 1 точка 1 е предвидено дека нема одговорност за навреда ако изјавата е дадена во работата на Собранието на Република Македонија. И тоа и ова не е било доволно за Неџат, судијата Мемети. Не било доволно и тоа што согласно законите и уставот бил должен да ги земе во предвид и пресудите на Европскиот суд за човекови права, во кој што ние, нормално јас како странка, и му укажав во текот на постапката, а кои представуваат дел од нашиот правен поредок. И тоа, пресудата А против Обединетото кралство од 17.12.2002 година, апликација 35373/97, со која што е признаен апсолутниот карактер на пратеничкиот имунитет. Односно, судот прифаќа дека не може да постои граѓанска одговорност за клевета или навреда за изјавите од собраниската говорница. Во оваа пресуда, која што ја цитирам и која што ќе биде основ доколку овој судски систем не профункционира да покренам соодветна постапка до Европскиот суд, вели и аргументира: парламентарниот имунитет кој го уживаат пратениците е во согласност со легитимните цели за заштита на слободата на изразување. Ова го потенцирам затоа што во тој момент бев опозицијски пратеник. И одржување на поделбата на власт. Апсолутниот имунитет е предвиден да ги штити интересите на парламентот како целина, наместо само интересите на поедините пратеници. Доколку се земат во овие околности, нормално дека не смееше судијата да донесе ваква пресуда. Бидејќи е правник, бидејќи сите членови во судскиот совет се правници, во таа насока морам да им истакнам и да им цитирам дека ставот на професор доктор Светомир Шкарич во учебникот по уставно право, ќе повторам, во учебник по уставно право кој што требало да го полага секој правник во Република Македонија, вклучително и членовите на судскиот совет, вклучително и судијата Неџат Мемети, е наведено следното: пратеничкиот имунитет значи поголема заштита на одредени права на пратениците, односно на слободата на мислата и нејзиното изразување, како и право на слободата во однос на другите граѓани заради слободно действување, правна сигурност на пратеникот во вршењето на пратеничката функција. Материјалниот имунитет ја гарантира слободата на говорот во парламентот. Значи, некој предвидел, напишал, создал закони, цел свет функционира по тие закони. Нема ваква
пресуда во Република Македонија, во историјата донесено, нема ваква пресуда во нормалниот развиен свет демократски, кон кој што се стремиме донесено, меѓутоа Неџат Мемети си ја донел оваа пресуда, а нормално Републичкиот судски совет не нашол за сходно да постапи по мојата представка. Да биде парадоксот уште поголем. Тука е и колегата Драган Ковачки. Истиот тој поднесе тужба, иста ваква за клевета, за навреда за граѓанска одговорност, против тогашниот премиер, клевета, се извинувам, тогашниот премиер Димитар Ковачевски. Судската постапка започна, судијата на тој суд кој што ја работел ова пресуда, донесува пресуда во која што вели дека Димитар Ковачевски, како председател на владата, има делегиран имунитет од пратеничкиот, согласно член 10 од Законот за влада, и не може да биде повикан на граѓанска одговорност. И сега нека ми каже било кој правник со средно образование, како е можно да имаме пресуда за еден пратеник дека треба да одговара за граѓанска одговорност, за премиер да не треба да одговара за граѓанска одговорност и дека има имунитет. И тоа да остане на недоглед на судскиот совет. Да биде нем на едне такви случувања, Републичкиот судски совет, зборуваме за пратеник, за премиер, за луѓе кои што ете ради својата функција имаат можност да бидат гласни во обвинуваните и да ја прошират оваа неправда. Како да очекуваме останатите граѓани да дојдат до правда, кога на еклатантен начин се нарушува правдата на народните избраници во Република Македонија. Поднесов представка до Судскиот совет и тоа, потенцирам, представката беше за дека судијата постапува нестручно и несовесно во вршење на својата функција согласно членот 76 од Законот за судови и барав негово како да биде утврден основ за негово разрешување согласно членот 74 од Законот за судови. Заседаваше Судскиот совет. Замислете случајно или не, иако во извештајето наведено дека имаат некаков систем за доделување на овие представки, представката доаѓа за судија известител да биде Лорета Ѓорѓиевска. Ајде сега да видиме која е Лорета Ѓорѓиевска. Лорета Ѓорѓиевска во 2006 година, случајно или не, пред да падне СДСМ на власт, од власт тогаш, ја назначува за судија во Кривичниот суд во Струмица. Одиме понатаку. До 2018 година таа работи во Кривичниот суд во Струмица, кога е именувана за член на Судскиот совет. Паралелно, во истиот период, замислете, случајност, незиниот сопруг Зоран Ѓорѓиевски, кој што е еден од најблиските другари на тогашниот премиер и председател на СДСМ Зоран Заев, во истиот период е директор на јавното комунално предпријатие во Струмица. И сега, граѓаните, согласно изјавите на Дамова, верувале во судскиот систем и поднесувале процеси, а овој врши криминали во јавно предпријатие, подкупува гласачи во Струмица, особено од ромска националност, жена му, како кривичен судија, го амнестира, го штити и никаков процес не може да се прокране. За тоа граѓаните немаат доверба во правосудниот систем. Заради таквите случаи во кои што вие не постапувате никако судски совет, ниту па како суди, затоа граѓаните не да имаат доверба од два и таа доверба во негативно види. Додличната Лорета Ѓорѓиевска се дрзнува, иако тука морам да истакнам дека председателката Дамева се огради од нејзиниот говор и рече дека тоа не е став на Судскиот совет, меѓутоа представката ми беше отфрлена затоа што судијата навреме свикал рочиште. Јас не поднесов представка дали судијата навреме или не навреме закажал рочиште. Јас поднесов представка за несовесно постапување и непочитување на законите. Меѓутоа, така ми беше одговорено, имам сите и видеа снимано од седницата и се. Лорета Ѓорѓиевска се дрзна политички да ме коментира мене, што е само доказ за ова што го зборувам дека е тотално исполитизирано и Судскиот совет и судството генерално.
и да донесува заклучоци дека во каков степен јас сум говорел, што сум говорел, дали тоа било клевета и навреда, меѓутоа суштинската небулозност која што ме рече е дека пратениците имале имунитет за кривична одговорност, а немале имунитет за граѓанска одговорност. Член на Републички судски совет даде ваква изјава и нормално политички ме коментираше мене како пратеник и ја отфрлја представката од судскиот совет. И сега, таа е уште таму, и сега кога опозицијата бара тогашната опозиција, сегашна власт, како ВМРО-ДПМН, комплетно разрешување на членовите на судскиот совет, тоа било мешање во судството, тоа било мешање во надлежностите, па тоа не требало да биде така и ние треба да трпиме полуписмени правници како Неџат Мемети, полуписмени правници политички инструирани од СДСМ и другари на тогашниот премиер како Лордета Ѓорѓевска да го оправат судскиот систем во Република Македонија и пазете на тоа граѓаните да возвратат со поголема доверба, а ние ете што сме критичарите да не зборуваме колку бил процентот на довербата на судството во Република Македонија. Мислам дека ово е еден пример кој што мене лично ми се случил како пратеник, кој што тотално ја урнисал и таа малку доверба или тоа малку мислење кое што сум го имал позитивно за судот, правосудниот систем во Република Македонија, само аргумент дека ако јас не можам да дојдам до правда, што да каже обичниот граѓанин кој што секојдневно се влече по судови и бара правда за она кое што согласно законите и согласно уставот му следува во Република Македонија. Така што ќе повторам уште еднаш, оваа представка ќе биде светски срам за Република Македонија, а за жал како потписници на оваа представка ќе биде овој состав на Републичкиот судски совет, затоа што ова нема да прекине тука, известени се сите меѓународни институции и ќе бидат известени сите меѓународни институции и ќе бидат преземни сите мерки, не заради Бране Петрушевски како личност, први заради институцијата пратеник во Република Македонија и втора заради слободата на говор, затоа што како опозицијски пратеник Уставот ти дал можност да зборуваш работи кои што не можеш во секој момент да ги подкрепиш со судски пресуди или со некакви документи. Затоа што во Македонија сомневањата за криминали, корупција и се она што се случува не е баш секогаш подкрепено со материјални докази и да ми ја земат слободата и да ми ја заполчат критичката мисла. Уште еднаш срам за судскиот совет и мислам дека е крајно време да се освестите и да сватите дека не сте достојни на функцијата која што извршувате. Ви благодарам.